Најголем доказ дека се уште постојат стереотипи и родова нееднаквост во општеството е бројката на пријавени случаи на насилство врз жени и девојки, како и семено насилство, порача Бети Пеева од Сдруженијето Ехо од Штип на дебатата и перформансот за јакнење на родова нееднаквост, простор за разговор во организација на Хера. Анализите покажуваат дека од 2021 до 2023 година за 176% е зголемено насилството врз жените и девојките. Што значи дека минатата година имавме пријавено 288 случаи на насилство врз жени и девојчиња и семено насилство секако. И со тенденција оваа бројка да расте се повеќе затоа што забележавме дека всушност се зголемува и економската зависност на жените. Елизабета Божиновска, програмски директор на Хера, денеска од Штип истакна дека кај нас професиите се делат на машки и женски. Ова е најизразено во науката и политиката. Посочува дека само 2,5% од општините во државата имаат жена за градоначалник. Тоа не значи дека жените не можат подеднакво, на хартија може да се вклучат, меѓутоа треба низана предуслови да бидат создадени, како што она што значи поддршка на жените да се вклучат во јавниот живот, меѓутоа исто така и создавањето на квоти на различни нивоа. Да речеме, ние само во собранието имаме квоти од 40% и тоа е еден пример кој што ни кажува дека таму каде што имаме квоти, жените тоа како може да бидат вклучени. Кај нас се гледа тоа и по присуството колку имаме и во студијата од мали нозе децата, многу повеќе девојчиња одат на танцот колку што машки и тука се гледа таа родова поделеност која што ние со години се трудиме да искорениме, меѓутоа мислам дека самата промена треба да дојде од внатре, тоест треба младите од мали нозе да се подучуваат на една поголема толеранција кон себе, кон другите и самото општество да ги прифати луѓето такви какви што се. Хера има за цел преку дебата, но и музички перформанс да придонесе во искоренувањето на родовата нееднаквост, да се зајакнат младите и маргинализираните заедници. Во земјава има закони за родова еднаквост, но според експертите само на хартија.